Цел викенд дел од Скопје остана без вода, иако беше најавено дека населбите Чаир, Топанско поле, Бутел, Железара, Автокоманда, Избегово, без капка вода ќе останат 15 часа. Во овие населби вода нема веќе 2 дена. Од водовод преку соопштение најавија дека после 60 години ќе се монтира и приклучува главен вентил, кој треба да го подобри водоснабдувањето за овој дел од градот. Зафатот решија да го прават за викенд, кога граѓаните се дома, па тие револтирани пред камерата на Алфа реагираа дека ниту биле навремено информирани, ниту градот им испрати цистерни со вода, редици пред неколкуте маркети кои работат во недела за да се купат шишиња вода барем за пиење. Како се снабдувате? Ја го кола имам шишиња бев да се наполнам. Од каде пиете? Од Сингрич. Поминав од Сингрич, таму беше патот. Да преживееме. Снабдени или сте со... За вчера бев снабден, за денеска не рачунам дека те нема. Сабајде малку беше водата и на крај и таа отиде. Вода нема 2 дена. Како се снабдувате? Цел пакет вода дома. Се снаоѓаме, како така некако се снаоѓаме, ама лошо е. 21 век вода нема. Имате како се снабдувате вие? Од Вардар каде ме пуниме со тие, како вика, канистери. Нема нигде бебате. Изутрината граѓаните се израдуваа на водата која во цевките протече само половина час, па повторно секна. Вчера речи си цел ден и еве сабајле пуштија малку, пуштивме машина и исклучивме и машини и све и нема вода пак. Вчера навечер пуштија околу 8 сат, имаше мало. Избивме садови, шолја веќе пуна. Од водовод преку соопштение бараат граѓаните да бидат трпеливи и да најдат разбирање до завршување на приклучокот. Утрово беше постигнато нивото на редовно водоснабдување преку населено место Железара во општина Газивава, но поради преголема потрошувачка и повлекување од Чаир мрежата, се празни пребрзо, односно пред да може да се стабилизира водоводната мрежа има пат. Градоначалничката Данела Арсовска, која деновиве актуелна со ловење дивоградби во Чаир и тоа го пренесува во живо на социјалните мрежи. Сега се реши за проблемот со водата да напише само статус на Facebook во кој ги обвини градоначалникот на Чаир Висар Ганију и неговите ботови дека лажно кревале паника во врска со водоснабдувањето. Цистерни со вода кај засегнатите граѓани не испрати повеќе од 24 часа. Затоа што по јавна наредба ботовите на Висар Вики Ганију се пуштени на најако да полемизираат на тема водовод, не дека им мисли главата, туку дека крими шефот, така им рекол да појаснам за јавноста. И покрај вчерашното соопштение на водовод и канализација, граѓаните на социјалните мрежи исклучија со бурни реакции. Вела дека во Кина 300 метри мост се гради за 24 часа, а кај нас за една цевка потребни се една недела.